На овие манифестација кога сум слободна учествувам. Така да Што подготвивте денес? па пифтије, погача, тоа е најглавно. За денешен ден е најглавно пифтији, погача, не греана ракија донесов, мислам и салата жива, жива туршија, тоа е традиционално. Сега има, донасат баници, благо, ова, она, меѓутоа, тоа е најглавно за денешниот ден е најглавно пифтиите, они се најглавни, а и погача. Многу години кога ги подготвуваш, па и не е толку тешко. Знае се да се измијат убаво, да се сварат повише време, да се варат, да се очисти месото од коски, се стават водата, некогаш се утне работава, не се фатат убаво, ама веćinom, ја, например, како сум домаќинка 50 години, секоја година правам, само една година бев на операција, не правев, иначе секоја година ми е тоа традиција, обавезно. И да нема кој да ги јаде, ја најду ги чаре. Тајна, тоа е сега, не ќе ги толку мрсни, порано се правиле, моја мајка што е правила, повише сум с мрсно, сега гледамо да го одвоимо мрсно, ама оно малку треба и тој. Пример, пушени, не е пушено месо како што е било, па да овој него ли пушена буткица и сечеш го она унутра жива. И сега најубаво е пушено месо. Порано су стављале и опаши, уши, ама сега тој не ни једе в деца, тој не се уопште ставља. Среќен празник, здравје сви, да ви даде Господ, да живите 100 години. Ја имам 80 години, 20 години учествую на пифтијаду. Задоволен сам и од газду, и од комисии, и од свите овие мои колешки. Сега, денеска, правиме 20-та поред пифтија. Една година направивме за Гинис 15 квадрата и учесници многу са со мерак ги прават пифтиите, тоа е нешто чудо. И многу вкусни се и направени естетски. Јас сум им рекол да прават пифтија, не да прават ладна чинија. Да не стават натре молко, тие такви работи, јајца и так, белки, например, да прават декорации. Само чиста пифтија. И секоја година чиста пифтија, тие сме ги наградувале. Сега овај година, 20-та година, ја предложив на сите да им дадеме по една награда, како учесници, али жири комисија зависи што ќе каже. Како се вари пифтијата? Значи, колку е како се вари? вода и колку е потребно месо? Пифтија се вари... Например, 5 чини, 10 чини. Најубави пифтији биваат кога да има коски и да има, например, коска, опашка, увце, нешто од глава и така, за да има желе. И се вари на тихо, за да не обеле. Она треба да е бистра. И кога се налие, не се долива вода друга. И кога ќе се сварат, тоа се варат можда 7-8 сата, зависи да биде убаво. И после маснотијата се извади и се распореди, тоа е рецепта се. Сега за вкус се става лукче и солца. Све друго што ставиш, одмah добива друг вкус. Почнавме со едно 20 здруженија во градот, ја направивме првата пифтијада во ресторан Грација, тогаш беше влез Тањир пифти, Влајко си беше на Златибор, ние му ја земавме сала. И следната година исто нешто така направивме, веќе трета година официјално регистрирано мултимедијален центар Карпино си ја почна пифтијада. Многу помина години, многу такмичења, ние се такмичевме, истовремено се најдовме после 4-та година со пифтијада од Руменка, па бевме гости, таму се такмичевме и нашите членови некаде 5-6
поред години освоја златни медаљи. Задни неколку години не имаме контакти и тамо се смени руководство. Иначе тоа беше една меѓународна пифтијада каде имаше многу учесници освен од Србија, имаше од Романија, од Унгарија, од Хрватска, Словачка, Чешка и така натаму. Така да се победи у таа таква една меѓународна селекција навистина беше чест, што значи дека навистина правиме добри пифтии. Тоа и ни беше на нас, како да кажам, водиња, затоа што секој домаќинство или секоја куќа у Куманово за овој ден мора да има пифтии. Некогаш се прави еднаш, некогаш се прави 3 пати, али тоа и ќе го опишеме, нели, кога ќе заврши и 20-та ликовна колонија и изложба, ќе спремаме една мала монографија што све се работеше во изминатиот период, кои све луѓе учествува и така натаму, затоа што ако не се запише, сигурно ќе се заборави. После тоа ја работевме 2 дена, која ги варевме питиите, па после имавме, нели, навечер убава манифестација со многу гости на 400, со карти, со продавање. Па се сеќавате на она пифтија за Гинис. За жал тогашно раководство немаше слух и немавме пари, инаке ќе бевме прва општина која ќе влезеше во Македонија во Гинисова книга. После влегоа, не знам, Сиричино, Прилепсо и така натаму, ама ќе се запаметеше дека општина Куманово, тоа е пифтијада или пифтија, ќе беше прв Гинисов рекорд. Како и да е, следната година беше Самуилова пифтија. И тоа исто така добро помина, како што знаеше, 2,5 метри на 2,5 метри, околу 300 кила, 8 луѓе не може да изнесат, над 800 порции и така натаму. На крај да дојдеме на едно оваков костур, што значи еднодневно, во неколку часа да можеме да ја изгураме и финансиски, а и во недостаток на други ресурси да можеме да ја изгураме. Јубилеот е голем, 20 години пифтијада, а 30 години држава. Пифтијадата е една традиција која што се негува во Куманово. Јас најпрви сакам да се заблагодарам на управниот одбор и на сите луѓе од мултимедијалниот центар Карпино, кои што се одважија да ја организираат оваа манифестација, а исто така и на сите учеснички на оваа манифестација, бидејќи исклучувајќи го Влајко, претежно сите се дами, кои што се надпреваруваат и еден голем аплауз би за молил за нив.